Вториот ден од форумот во Давос, премиерот Мицкоски го стартуваше со средба со сопственикот на 4G, компанијата која ја доби лиценцата за трет мобилен оператор во Македонија. Во следниот период ќе инвестира повеќе од 100 милиони евра за развој на овој сектор. Граѓаните добиваат нова компанија која што ќе нуди мобилни услуги и компанија која што сигурен сум дека ќе влијае позитивно во намалување на цените на услугите кои што мобилните оператори ги нудат за граѓаните во Македонија. Понатаму денот го продолживме на панел на кој што разговаравме со светските лидери и представници на мултинационални компании за предизвиците на човештвото во годините кои што следат. Се разбира, еден од најголемите предизвици е вештачката интелигенција. Но вештачката интелигенција сама по себе не значи ништо отколку само два обични збора. Но кога ќе влезете во суштината, ќе сватите дека за да вие создадете општество кое што во иднина озбилно, сериозно ќе ја користи вештачката интелигенција, потребни се неколку предуслови. Пред се сигурна енергетска стабилност и нормално развој, бидејќи сите оние дата центри имаат потреба од струја, односно од електрична енергија, и второ, ни требаат IT инженери, односно ни требаат инженери кои што ќе ја користат таа вештачка интелигенција за потребите на општеството и потребите на граѓаните. Се разбира дека ние како држава не смееме да останеме надвор од овие процеси. Фокусот на форумот пак денеска е насочен кон американскиот претседател кој во Давос пристигна со 3 часа за доцнување поради технички проблеми со авионот. Сепак многу европски лидери воопшто не го дочекаа. Макрон се замена, германскиот канцелар Мерц и шефицата на Европската комисија фон дер Лајен ги откажаа средбите со Трамп. По повеќе месечни тактизирања, Трамп денеска во Давос ја отфрли можноста да го превземе Гренланд со употреба на воена сила, иако вели не се откажуваат од островот. And we never got anything. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Okay? Now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland. Единствен кој потврди средба со Трамп е генералниот секретар на НАТО. Руте и во рамки на утринскиот панел призна дека постојат тензии во алијансата, но рече дека е уверен дека прашањето за Гренланд ќе се реши пријателски. And when it comes to the Arctic, I think President Trump is right. Other leaders in NATO are right. We need to defend the Arctic. We know that the sea lanes are opening up. We know that China and Russia are increasingly active in the Arctic. There are 8 countries bordering on the Arctic. 7 are a member of NATO. That's Finland and Sweden and Norway and Denmark, Iceland, Canada and the US. And there's only one country bordering on the Arctic outside NATO, and that's Russia. And I would argue there is a 9th country, which is China, which is increasingly active in the Arctic region. So President Trump and other leaders are right. We have to do more there. We have to protect the Arctic. Илјадници граѓани пак вчера вечер во Цирих излегоа на протести против пристигнувањето на американскиот претседател. Со пораки Трамп не е добре дојден. Протестите ескалираа откако беше запалено американското знаме, пошто дојде до судир помеѓу демонстрантите и полицијата. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.